денеска има живот за сите? Дали институциите работат во служба на граѓаните? Зошто кога бев тука пред неколку недели, ме пресретна во центарот на градот Тетка Зоре, од тука од Штип, ваша сограѓанка, и плачеше на глас дека со парите што ги има дома, леп едвај обезбедуваат. Не може да си ги обезбеди лековите, а болна е од рак. Треба да е во болница, но седи дома затоа што немаат пари да го платат болничкото лекување. Ред ли е функционери од власта да се лечат во приватни клиники во луксузни услови, а Тетка Зоре дома седи само со молитвата и се бори за својот живот? Уште колку луѓе има во Македонија како Тетка Зоре? Уште колку тамари треба да ни се случат? Уште колку родилки и уште колку бебиња треба да изгубиме? Уште ќе гледаме и ќе молчиме или ќе го кренеме својот глас за институции во служба на граѓаните? Уште ли ќе гледаме и ќе молчиме? Уште ќе молчиме? Уште ќе гледаме и ќе молчиме? Не! Го креваме нашиот глас. Пенкалото на животот е во наши раце. На 11 декември, позади пултот, сме сосема сами. Ние избираме, а ќе избереме живот во Македонија. Почитувани граѓани, од вашите плати, колкави и да се, од сметките што ги плаќате, преку даноците, државата зема пари за да работат институциите. Институциите мора да работат и ќе работат за вас. Клучно за секој човек е неговото здравје и здравјето на неговото семејство. Затоа се образуваме на квалитетно јавно здравство, достапно за сите граѓани. Ќе обезбедиме амбуланти и болници според потребите на сите граѓани во сите делови на Македонија. Во јавното здравство ќе работат стручни и квалитетни лекари кои ќе се грижат за вашето здравје, за да бидат целосно посветени на вашето здравје, за да ги мотивираме. Испланиравме двојно покачување на платите на здравствените работници до крајот на мандатот. Специјалистите ќе примат 100.000 денари плата. Со 100.000 денари плата лекарите ќе ни останат овде во јавното здравство и ќе се грижат за здравјето на нашиот народ. Нема да барате врски за да дојдете погоре на листата на чекање кај најдобриот лекар, затоа што во болницата нема друг. Ке има во јавното здравство и квалитетни и стручни лекари, но ке има и лекови и медицински материјал. Нема за завој со крвава рана да ве враќаат да си купите од аптека. За набавка на лековите нема да биде пресудно само на ниската цена. Таму каде што е потребно, ако треба најдобриот, најквалитетниот лек ќе го обезбедиме, нека е и најскапиот, ако од него зависи животот на пациентот. Ви реков, болничко лекување ќе биде бесплатно за сите. За секој да може да биде болнички згрижен ако има потреба од тоа. Никој да не страда како што страда вашата сограѓанка Тетка Зоре, а и уште многумина како неа низ Македонија. За да има живот во Македонија, реков и ќе повторам, вие прво мора да изберете живот. Ако досега се спроведеа 5 точки од овој план, ако имавме институции кои работат во служба на граѓаните, ако имавме минимална плата од 16.000 денари, просечна плата од 30.000 денари, ако државата обезбедеше за 100 пати повеќе државна помош
на домашните предприятия от сега. Ако ова држава мислеше на младите, немаше младите да ни се заскитани по странски земји, туку ќе работеа овде во Македонија. Фирмите ќе беа отворени, институциите ќе работеа во служба на граѓаните. Тетка Зоре безгрижно ќе се лекуваше во болница и досега можеби ќе беше излечена, а и други како неа. Затоа прифатете ова рака што ви ја подавам и еве ви подавам рака, нудам живот за сите во Македонија. И на 11 декември гласајте за живот во Македонија.